Alright, здраво на сите. Јас сум Наум. Денес ќе ви го покажам првиот продукт што го градиме. Продуктот позади првата прагматична заедница Builders. Кажувам прва прагматична затоа што ќе биде полна со ресурси, алатки, фреймворкс, идеи, студии на случај. Ќе биде катче каде што секој ќе може да дојде и да земе инспирација, мотивација со цел да започне нешто свое, односно да започне своја приказна. Веќе 150 билдери ми се приклучија на мисијата да ја поместувам Македонија кон продуктна економија, така да ви благодарам на сите што се приклучивте. За тие што не знаат, отворете builders.mk, мислам дека на лендинг пејџот имам објаснато доста работи. А денес на видеото би сакал да ви презентирам краток прогрес, односно до каде сме стигнати со Мартин. Мартин е магионичарот позади Builders платформата и партнер на Builders. Во понеделникот ние започнавме со првиот циклус. Ќе работиме во циклуси, односно 3-неделни циклуси со една недела рефлект и кулдаун. Веќе 4 дена се поминати откако развиваме и стигнавме до првата функционалност, така да првата функционалност што јас би сакал да ја споделам, мислам дека е доста интересно и ќе биде кул, нели, ако градиме во јавност и да споделуваме прогрес, па можеби ќе добиеме фидбек, ќе подобруваме во реално време и заедно ќе изградиме нешто што ќе има влијание во Македонија. Да не должам многу, ќе ви споделам до каде сме стигнати, но пред тоа само кратко сакам да спомнам, затоа што доста луѓе ме прашуваа зошто го правам ова и која е идејата. Значи, цела идеја околу Builders тргна од мои лични два проблеми. Едниот проблем е FOMO, или беше FOMO, се надевам ќе го решам. Односно, месеци константно конзумирав различни идеи, тактики, успешни приказни на Reddit, на YouTube, на Twitter, на AppSumo, секојдневно, и ми фалеше момент каде што ќе имам некое катче, некое место, каде што секојдневно ќе ги собирам тие работи, ќе бидам on top of the things. Тоа е едниот проблем, а другиот проблем е заедницата, односно се почувствував ми фалеше луѓе да споделам, да дискутираме за различни идеи, за тактики, што работи, што не работи, да барам фидбек, да давам фидбек и цел тој момент, така да Builders е нешто со кое што верувам дека ќе си ги решам тие два проблеми, а воедно и ќе помогнам, нели, на други луѓе да ги инспирирам, да добијат мотивација, да започнат да градат нешто свој и секако да добијат помош од луѓе како мене или од истомисленици. Така да тоа е околу Builders. Би сакал кратко само сега прогрес да ви споделам. Тоа што гледате моментално на екранот е екран за, нели, скринот за најава, едноставен обичен скрин што вика најди идеја, види како другите градат, почни ти да градиш нешто свое. Јас веќе имам сметка или акаунт, ќе се најавам за да ви направам кратко демо. Моментално добродојавте или моментално сте внатре, добродојавте внатре во Builders. Има неколку работи тука, ќе почнам од навигацијата, ќе почнам. Или првата функционалност, а тоа е гледај од други, односно студии на случај како други успеале да си ги плаќаат сметките. Што сметам дека е доста интересно, инспиративно, затоа што ќе гледаме конкретни стратегии и практики на луѓе што го изодале патот од наоѓање идеја до пласирање нешто на пазар и кои работи им функционирале, како ја пласирале идејата, кои алатки ги користеле, кои канали на аквизиција и слично. Втората функционалност за мене неинтересна, ќе биде најди идеја, но нема да биде само листа на идеи, туку ќе биде цела функционалност што ќе вклучува вештачка интелигенција, односно анализирање на идеи со разни фреймворкс, ќе има за секоја идеја кој е проблемот, реални проблеми што моментално ги има во светот поврзани со таа идеја на Reddit и на други платформи. Буквално се што може да се ископа по интернетот за една идеја ќе ја има тука. И секојдневно ќе ставаме нови идеи, ќе ги има десетици, стотици идеи со цел, нели, некој да може да се најави на Builders, да се инспирира од други и вториот чекор е да најде идеја и да започне нешто, затоа што денес убеден сум дека не треба да измислиш топла вода, не ти треба Blue Ocean територија, можеш да најдеш нешто што веќе работи
и можеш да започнеш своја приказна. Така да тоа е вториот дел, но подетално ќе објаснам за вториот дел, се надевам наредна недела, затоа што сме доста брзи. Третиот дел е трендови, нели, кои трендови се во раст и кои трендови можеш чисто да добиеш инспирација за кои трендови, нели, како се движат, за во која категорија да најдеш идеја и да започнеш нешто да градиш. И последниот дел што се надевам ќе дојде набрзо, а тоа е многу важен дел, односно тоа е заедницата каде што ќе имаме место каде што ќе споделуваме идеи, ќе споделуваме продукти, лендинг пејџес, се што градиме, ќе бараме фидбек, ќе даваме фидбек и ќе си решаваме проблеми. Замислете уште нелансирана платформата или нелансирана заедницата, над 5 пораки, можеби за некој ќе звучи малку, но над 5 пораки добив со проблеми, односно проблеми на луѓе кои што сигурен сум дека ваква заедница ќе им ги реши. Проблеми од типот како на некој му требаше Facebook Developer акаунт, на некој ми споделуваа продукти за кои што бараа фидбек, доста интересни моменти што сигурен сум дека ќе ги решиме со ваква заедница. Така да тоа е на некој начин последниот дел што верувам дека ќе го изградиме или ќе дојдеме до тоа брзо. Сега за case study, за студиите на случај или за гледање од други, тука на екранот тоа што го гледате е листа, нели, на case studies. By the way, во позадина ние моментално консолидираме консолидираме десетици, стотици студии на случај што ќе ги вметниме во платформата. Ова е моментално само за да ви прикажам, јас за да направам демо. Ставив една реална студија на случај. Значи, лево е листата, десно се филтрите. Ќе можете да ги филтрирате според приход, нели, некои што прават под 10.000, над 10.000, од 10 до 50 и слично, почетни трошоци кои им биле, тип на бизнис, во кој ниш е продуктот, држава, континент, кога започнале, метод на раст, бизнис модел, основачи, вработени, колку имаат, финансирање, прилично интересни филтри. Ќе бидат многу интересни податоци. Многу ќе бидат интересни. Така да ова е како би изгледал тој дел. Сега да речеме, ако отворам една конкретна студија на случај, реална студија на случај, на пример, ете од Ангус Ченг, by the way, ова е реална студија на случај, како една веб страница генерира 12.500 месечно MRR, тоа е Bank Statement Converter. Тука сме моментално во страницата со детали за студијата на случај, реална студија на случај. Мислам дека дизајнот е добар, чист, секако слободно да би сакал да слушнам, нели, да слушнеме фидбек со цел да го подобриме. На левата има 3 колони. Првата колона е за содржината, односно лесност наоѓање врз содржината, да можеш да скокнеш до било кој наслов сакаш. Втората колона е главната или содржината во детали на студијата на случај, и третата колона е кратка колона за информации поврзани со бизнисот, нели, како рековме, месечен периодичен приход, трошоци, основачи, вработени, кој е основачот. Главната содржина е доста интересна, затоа што нема да биде само ова е Bank Statement Converter, ова е фаундерот и тоа е тоа. Прави, заработува толку месечно, инспирирај се. Не, туку ќе бидат конкретни студии на случај, доколку немаме доволно информации за некој продукт, за некоја студија на случај, нема ни да ја објавиме, затоа што идејата е на студиите на случај да бидат детални со цел да помогнат на билдери да се инспирираат и да дознаат конкретни стратегии и тактики за како некој ги решил одредени проблеми. Например, тука конкретно за оваа студија на случај има содржина од типот на кој е Ангус и каков бизнис започнал, која е неговата приказна, како дошол до идејата, процесот на градење на производот, потоа имаме процесот на лансирање на бизнисот, што е доста интересно. Например, што функционирало за привлекување и задржување на клиенти, кои стратегии, како cost per click рекламирање, cold outreach, контент маркетинг и така натака, како изгледа и нината, на што моментално работи, што планира за growth, за растење и слично.
Што научи преку започнување на бизнисот? Исто доста интересно прашање, нели, кои се лекциите што ги научил со цел ги споделуваме овие работи со цел некој да може да дознае што повеќе. Например, тука кои платформи или алатки ги користи за бизнисот. Ете, да речеме Sendinblue, праќање на автоматизирани emails, Upwork, Netlify и други алатки, што верувам дека се доста интересни информации, ако знаеме нели кој продукт, кој алатки ги искористил и како стигнал до пазар, како го изградил нештото, стварно е, барем за мене е доста интересно. Секако очекувам и фидбек нели од вас, заради тоа го снимам видеото. Така да тоа е до сега, тоа се деталите. Тука е нели акаунтот или еден аватар, мојот имейл, профил и лозинка, тоа е исто така изградено. И под профил лозинка има логаут, односно ова не е логаут, ова значи дека ако некој се одјави, тоа значи дека не е инспириран. Така да не би сакал, ќе гледаме сесии, не би сакал некој да се одјавува. Тоа ќе ми биде знак дека не сме агес на добар пат. Односно што повеќе логирани корисници, тоа ќе знам дека окей, на добар пат сме. Да, тука е профилот, обичен профил, нели лозинка. И да, тоа е тоа. Возбуден сум, тоа е тоа. Боите се тие, моментално сме нели скоро при крај. Исто така CMS-от ни е готов, би рекол, за додавање на case studies, што исто е така добра работа. Така да, прилично интересно и полека ова го финализираме, полека почнуваме да веќе планот е направен за како ќе работи најде идеја. Го финализираме и ќе почнуваме да работиме на тој дел, што е нели втор дел. Интересно. Интересно и возбудливо. Anyway, фала на сите, фала на сите што ме следите и фала на сите што се приклучивте на builders.mk. Не ве чини ништо, пополнете ја формата, пишете таму во формата кој ви е најголем предизвик. Не ве спамам јас со ништо, еднаш неделно, само во недела, Sunday Brunch ви праќам некои интересни ресурси што ги наоѓаме и прогрес за платформата. Па вие што ќе пополните формата и што веќе сте ја пополниле формата, ќе добиете први пристап до првата верзија на Builders. Убав ден.